Би сакал да дознам кога во СДСМ, вклучително и соговорникот Битичи, го доживева просветление во аспект на правосудството. Видете, СДСМ на власт дојде со паролата нема правда, нема мир, а претходно секојдневно на пресконференции осудуваа лица. Тие беа и обвинители, и судии, и докази носе, и адвокати, и буквално дојдоа на власт со осудување на лица во 2017 година. И сега одеднаш слушаме од нивни високи представници како требало независно, како не смеело да се коментираат судските одлуки, како требало да се остава да работат. Па имаа 7 години и да го реформираат правосудниот систем, и да го реформираат јавно-обвинителскиот систем, и да дозволат опозицијата да предлага јавен обвинител, како што им стоеше во нивната програма. Не само што беше барање на опозицијата, туку им беше ставено во нивната програма со која што добија на избори. Не може истите луѓе кои што го довеле судството до ова дередже, во кое што и вие се сложувате дека е доведено, сега да очекуваме дека истите тие луѓе ќе го реформираат судството и ќе добијат вакво просветление во главите како што сте добиле вие од опозицијата, како едни од огромните виновници зошто судството е во оваа ситуација до која што е, се токму тие кадровски решенија кои што беа носени од партискиот штаб на СДСМ, поставени во суд. Би сакал